Значи, од последниот прес што го одржавме во понеделникот, од страна на владата нема реакција никаква. И ние секогаш ги опоменувавме дека ќе дојде се полоша и полоша ситуацијата во Еврокомпозит. И еве тоа се случи, од вчера веќе снемавме ни струја за заостанат долг, не знам колкава огромна сума на пари, која што ја направија претходните директори, пред да биде овој директор, тие директори направија огромна сума пари, ние на сметка нема ја платено. И нашите работници во моментов се сите дома, работа во моментов немаме никаква и заради ова сме приморани ние од вторник да одиме пред влада и повторно да протестираме. За жал повторно мораме да одиме таму и да се надеваме дека ќе си го решиме проблемот со тоа одење во Скопје. Пошто до сега никој не реагира. Мислиме, ни се надеваме дека ќе изреагира некој во врска со нашава фирма. Датумов за плата не е дојден, обично околу 15 земаме плата. Овој пат одиме Скопје стрикно за решавање на проблемот со Еврокомпозит. Тие повторно може ќе ни ветат некоја плата, ама пак нема да ни го реша нашиот проблем. Значи, Молам? А тој е? Тоа е да се реши проблемот со технолошки увишок, за останатите плати и придонесите. Најболни се тие придонесите. Значи 6,5 години не ни се платени придонесите сите, значи неколку пати тоа ги имам изјавувано, дека по 3.000-4.000 денари луѓе што се заминуваат за пензија, помалку пензија земаат. Здравствено осигурување немаме исто од први наваму. И мислам, доволно причини кажавме за да одиме во Скопје да протестираме. Во февруар месец поточно, на една од средбите со Анџушев, беше ветено дека за 6 месеци ќе го реши проблемот и со продажбата, со заостанатите плати и технолошкиот вишок да почне веќе од март, април. Тоа е веќе завршена работа, само технички проблем. Ама, нажалост, сега не 6, помина е 7, ни технолошки, ни фирмава се продаде и ние денеска одржавме состанок. Значи, синдикалната организација при 11 октомври Еврокомпозит на состанокот одржан на денеска 7.9 и го донесе следното соопштение. Нашите стравувања што ги изнесовме на одржаната пресконференција на ден 3.9 во целост се остварија. Од денеска 7.9 во фабриката поради неплатени сметки и исклучена електричната енергија, немаме скоро никаква работа, немаме здравствено осигурување и крајно неизвестно и дали до 15 ќе земиме плата. Немаме информации дали воопшто нешто се работи околу технолошкиот вишок, околу продажбата на фирмата и неисплатените придонеси од 1.6.2012 до денеска, како што беше ветено, и неисплатените плати, негде околу 16, не знаеме и сами колку се. Заради се тоа, не ни преостанува ништо друго, освен нашето незадоволство, да го изразиме со протест пред владата на Република Македонија, со поставување на шатори и останување се додека не бидат исполнети нашите барена ветени од владата на Република Македонија.